Завршува тест периодот на Северна Македонија во воените структури на НАТО. По повеќе од година и половина од формалното зачленување во Алијансата, земјава ја комплетира воената интеграција во НАТО. Чинот ќе се официјализира со потпишувањето на заедничката декларација во присуство на командантот на сојузничката команда на НАТО за трансформација. Со потпишувањето на декларацијата утре, буквално ја комплетираме воената интеграција со НАТО Алијансата, стануваме подеднакво рамноправна членка и во сите воени делови од Алијансата и покажавме дека ги исполнуваме зацртаните цели и дури и во услови на многу амбициозна агенда ги испорачуваме очекуваните резултати. Процесот на воено спојување со Алијансата почна во 2019 година и неговото имплементирање се случуваше токму во периодот на пандемијата. Навистина, во текот на овој период од 2,5 години имавме неколку конференции и состаноци, меѓутоа без оглед на пандемијата која беше во текот на целиот процес, ние навистина не ја стопиравме динамиката, туку завршивме согласно планираните агенди што беа планирани во текот на првата иницијална конференција. Во овој период од 2 години биле исполнети безмалку 200 точки што Алијансата ги утврдила како неопходни за Северна Македонија да може целосно да биде вклучена во незините воени структури. Меѓу тие точки било носење нови закони, подзаконски акти, усвојување нови доктрини, нова организација, модернизација на армијата. Осовременувањето опфаќа 22 проекти, од кои дел се веќе почнати, а дел се завршени, како набавка на инженериски машини, пешадиски возила, ново вооружување за пешадиските единици. Планирани се и нови хеликоптерски единици, артилерија и противвоздушна опрема. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.